затоа што мислам дека е, не мислам, сигурен сум дека малку поразлична концепција од останатите сајтови. Некако во последно време сите сајтови ми лиферуваат исти вести, знаеш. Особено ако имаш Facebook, јас имам службен на емисијава и кога ќе објави еден сајт информација, уште 10 излад информација. А за се ми е посебно што имам многу видеа, многу фотографии, тотално различен ми е од останатите и затоа го посетувам генерално. Затоа што е слободна територија, проследена со многу квалитетни текстови, квалитетни видеа и квалитетни слики. Знаете што сакате да кажете? Зошто? За се. Добро, се шалам. За се ми е омилен сајт затоа што е, знаеш, едно време имаше еден термин за диџеи кои што пуштаат секаква музика. Обично беше тоа музика за кафулиња. Музика која што ги забавува сите и ги викаат диџеи Боранија. Меѓутоа не во она лоша смисла на зборот, меѓутоа едноставно диџеи за сечие расположение. За се е сајт за сечие расположение. Можеш да најдеш се. Затоа што знам дека даваат издржани информации. Сум била дел од нивните информации, сум се нашла на главната, на насловната страна и никога што не било нешто измислено. И генерално затоа што им верувам. За се еден специфичен сајт кој што има слободен пристап и слободни размислувања во поглед на многу прашања и општествени теми у државата, мислам дека изминатава година успеа да го задржи вниманието и оно што мене ми се допаѓа од целата ова приказна на за се, осем насловот на за се, е што успеа да се развие во еден сајт во кој што му одговара на она што се нарекува дополна на името, односно слободна интернет зона. Мислам дека за се во моментов е единствената интернет зона, единствениот интернет простор во кој што навистина постои слобода без било каква предрасуда. Можете да прочитате теми за било кои општествени проблеми кои што го тагнираат општеството во Македонија. Затоа што е интересен портал, има содржини кои што се различни од оние кои што се објавуваат на мноштвото интернет портали кои што постојат во Македонија и затоа што секогаш можам да најдам место за добра забава. За се го посетувам, до ми е струка новинар, и го посетувам за се бидејќи меѓу првите вести за се објави кога ние другариве, односно не нарекува стари Скопјани, спасив на еден доктор од пожар и на за се одеше стари Скопјани спасија доктор од пожар. А сите ние другари, никој не е од Скопје, сите сме од натрешноста и многу симпатично звучеше тој прилог и затоа и за се го отварам и им посакувам уште долги години успех. Затоа што секогаш има интересни содржини кои ме релаксираат, ме информираат и ме забавуваат. Затоа што сте кратки, јасни, концизни и затоа што секогаш имате добри текстови, меѓутоа пред се такви примамливи наслови какви што навистина може да го привлечат вниманието на секој еден читател. Па сакам да се информирам за се што е актуелно дента, а за се секогаш на време ги ажурирам информациите, секогаш има што да се прочита таму. Бидејќи има интересни содржини, бидејќи е забавен и бидејќи навистина има добри работи кои што може да се прочитаат. Па заради креативните содржини и заради новите одели кои што го делуваат од другите сајтови. Прво да го честитам роден денот на за се, да се множат годините, уште многу информации, многу ексклузивки. Го посетувам прво на Facebook кога се уклучувам, онака еден куп информации ми искачаат од за се. Има интересни приказни, нели, имаат ексклузивни информации. Често го посетувам, често го отварам сајтот и супер сте, ви посакувам уште многу успех. Затоа што е интересен и забавен. Доволно е. На тој сајт се информирам за актуелностите, се информирам за случаевите во градот, за состојбата во градот. Ми се допаѓа рубриката интервју на денот. Таму исто така може да се видат интересни ликови, значи што вреди да се погледа нивното интервју. Познати, значи, академици, познати професори и други луѓе што имаат што да кажат. Едноставно
ми го исполнува времето и се информирам од него. Па ако имам слободно време, често го посетувам, има доста интересни содржини. Мислам дека најдобро можам да го искористам така моето слободно време за да добијам нови информации. Затоа што е свежа алтернатива на главниот извор на информации на медиумите, тоест по интернет порталите што кружи денеска. Се гледа дека работат луѓе кои што се помлади, ако таргет групата им е од 16 години до 45 погодено е. Текот на информации кој што иде константен, стален, типот на информации кој што иде е нешто што е за сега младината и нешто што е актуелно секогаш. Не се гледа дека не одат понатаму од тоа што треба да ги засега воопшто младите, тоа што се случува воопшто во државата и баш функционираат онака како што треба да функционира интернет портал кој што е нов.